Слободата на говорот е загарантирано уставно право и ги охрабрувам новинарите да поставуваат што е можно повеќе прашања на различни теми, а ние како јавни личности треба да наоѓаме соодветен начин да одговориме, порача лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, коментирајќи ја вчерашната нервозна реакција на вице-премиерот Битики, кој незадоволен од прашањето, луто ја напушти пресконференцијата. Постапката на Битики за Мицкоски е без преседанс, а неговото однесување го оцени како некултурно и дрско, кое говори за карактерот на човекот кој е платен со народни пари. А ценам дека СДСМ треба да се огради од оваа постапка од страна на Фатмир Битики, која што представува лош гест и лоша пракса како треба политичарите да се однесуваат. Ако е нервозен, фрустриран, има други установи каде што треба да побара помош. На ваков начин не треба да се однесуваат политичарите во каква и да психофизичка состојба се наоѓаат. И ментално, би рекол. Ако Ковачевски не го разреши и не побара одговорност од раководството на СДСМ за оваа постапка на Фатмир Битики, тој ќе потврди дека е обичен измеќар на некои други интереси и покрај тоа што нема политички легитимитет, тој нема никаков ниту човечки авторитет. Нервозата власта почна да ја истури и врз новинарите, свесни дека ќе доживеат дебакал на изборите. Мицкоски потенцираше дека тие како партија прифаќаат да се договори датум за избори во собрание и од Ковачевски, штом се плаши и бега, побара да именува луѓе кои ќе бидат подготвени да разговараат за датумите за одржување на претседателските и парламентарните избори. За неколку месеци од денеска имаме два клучни процеси за еднината на Македонија, а тоа се претседателски избори и парламентарни избори. Ние само сакаме да помогнеме во процесот, сакаме да додадеме вредност во процесот за да има предвидливост, за да се знае кога почнува нештото, кога нештото завршува. Еве, во ред, го разбирам, бега човекот, исплашен е, кукавица е, не е битно, тој што е некој похрабар, нека го именува, нека седне со тимот од луѓе кои што ВМРО ДПМН ќе ги номинира, сака во парламент, било каде сака, само нека ги договорат работите. При денешната посета на Штип, која е во рамки на кампањата "Важно е, од тебе зависат промените", свечено беше пуштен во употреба новиот мост на река Отиња, а Мицкоски се сретна и со дел од медицинскиот кадар во Штипската болница, кој му се пожалија за лошите услови за работа. Мицковски вети дека изградбата на новата болница ќе биде приоритет на идната влада на ВМРО ДПМН.